Почитувана колешке Фиснике, ајде да ја направиме Македонија зелено срце, да, ворете вашата мисла, но сепак сметам дека секој треба да почне од онаму каде што живе, па ајде да го направиме Тетово зелено срце, општина Боговиње, општина Желино, општина Теарце. И кога зборувате тука со тој оптимистички тон, навистина убаво звучи, но граѓаните на крајот ги интересира дали се живее подобро и дали се решаваат нивните проблеми. Зборувате за подобар живот, за здрава животна средина, за нови работни места, а ги задолживте граѓаните за 2,5 милиарди евра, а тие имаат право да знаат каде завршуваат нивните пари. Зборувате за чиста животна средина, за чиста вода за пиење, а и самите знаете дека во општина Тетово граѓаните пијат вода од стариот градски водовод, кој што е опасен по здравјето на луѓето и водовод кој што е со секојдневни губитоци на вода. Вие знаете дека во општина Тетово, во населбите, во стариот дел на градот, па и во многу други населби, жителите немаат вода за пиење. Повторувам, немаат вода за пиење, а вие тука говорите за подобар живот и за здрава животна средина. Жителите на Фалиш и Брвеница пред околу месец дена беа затруени од водата која што ја пијат. Сигурен сум дека сте информирани за овој случај. Ова е еколошка катастрофа, колешке Фиснике. Зборувате за патишта, а и самите знаете дека граѓаните во општините од кои што доаѓаме, од изборна единица број 6, живеат во неасфалтирани улици, живеат во населени места во кои што нема канализација. Ајде да зборуваме за патот Тетово-Гостивар, кој што е опасен по животот на оние кои што патуваат по него. Зарем 4 години не е доволно да се рехабилитира овој пат, па сега зборувате за нови коридори и за огромни инвестиции. Потоа патот Фалише-Стрименица, кој што е амандман прифатен во ребалансот на буџетот или во буџетот за 2020 година, ви прашал дали е започнат овој пат да се гради, а знам дека не е и можеби ќе ми одговорите во вашата контрареплика. Понатаму патот Гоце Делчев, кој што се реновира со пари од Светска банка, ветувавте 2 километри дека ќе се рехабилитира, а почитуваната градоначалничка на општина Тетово започна со реконструкција на 700 метри од овој пат. Понатаму патот Желино Егуновце, градоначалници на ДУИ, градоначалник на СДСМ. Овој пат е рак рана и од него зависи екзистенцијата на еден цел регион. Понатаму, каде е пречистителната станица, на чие отварање беа Али Ахмети и Зоран Заев? Дали знаете? Локацијата е обрасната во Трње, нема пречистителна станица. Тоа значи дека граѓаните во Тетово јадат храна од плодната почва која што е загадена со фекалии и со нечиста вода. Така да го направиме зелено срце, да, но како? Благодарам. Контрареплика, пратеничката Бектеши Шакири Фиснике повелен.